Во текот на својата божна историја, селото Ваташа даде плејада револуционери и борци за слобода како од по старата историја, така и во времето на Втората светска војна. Во долгата и тешка борба на македонскиот народ, многу настани останаа длабоко врежани во свеста на народот. Настан кој никогаш нема да биде избришан од меморијата на народот од овој крај е масакрот на 12 младенци од селото Ваташа, извршен на 16 јуни 1943 година. Бугарскиот окупатор, со намера да го спречи подемот на народно-ослободителното движење од 7 до 16 јуни 1943 година, презема офанзива за уништување на партизаните и се нафрла и на мирното население. Кулминација на погромите над цивилното население е масовното стрелање во Ваташа. Со наредба на полковникот Љубен Апостолов, уопсените младенци требало да бидат стрелани. Околу пладне на 16 јуни 1943 година, во придружба на цел еден кордон војска, младенците се упатуваат кон местноста Долово Долче. На патот, од кој никогаш нема да се вратат, заминуваат Перо Видер, 15 години, Ванчо Гурев, 19 години, Данко Давков, 18 години, Илија Димов, 18 години, Ристо Џондев, 18 години, Блаже Ицев, 20 години, Герасим Матаков, 18 години, Пане Мешков, 18 години, Ферчо Поп Ѓорџиев, 26 години, Васил Хаџиорданов, 28 години, Димече Коров, 20 години и Пане Џунов, 18 години. Со нив се спроведени и 4 младинки од селото: Невена Хаџиорданова, Стева Ампова, Ката Ицева и Павлина Касапинова. Околу 13 часот по пеколна горештина пристигнале во местноста Долово Долче. Поручникот Костов им рекол да се наредат еден до друг за да ги фотографираат, обидувајќи се да ги припои девојчињата кон младинците. Но полицискиот началник Петко Опреков му се спротивставил, затоа што тоа не било наведено во наредбата. Во меѓувреме, Васил, насетувајќи дека нешто лошо се подготвува, започнал да трча кон реката, обидувајќи се да избега. По него тргнале Димече Коров и Герасим Матаков. Костов, иако во почетокот бил изненаден од смелоста на младенците, веднаш им задал наредба на војниците да стрелаат. Започнала стравична пукотница. Насекаден во воздухот се чувствувал силен мирис на барут. По претрпениот шок следел силен писук на девојчињата, од кои 3 ги изгубиле своите браќа. Војниците, како по заповед, ги извадиле бајонетите и за да бидат сигурни дека успешно ја завршиле работата, започнале со нив да ги бодат телата на младенците, кои се уште покажувале знаци на живот. По извршениот масакар, војниците започнале да им пребаруваат по џебовите, а на неколкумина им ги одзеле часовниците од рацете. Но ниту еден злостор во историјата не останал неказнет. Заслужената казна ги стигнала сите актери од овој масакар, кој остана забележан како еден од најголемите злосторства што окупаторот го извршил во Македонија за време на Втората светска војна. Младенците своите животи ги положија за слободата за која мечтаеја, а злочинот направен врз нив беше злочин врз човештвото и злочин спрема слободата. Денес, сите кои што ја ценат и почитуваат слободата на својот народ, знаат дека сето она што го направија младенците од Ваташа е дело достојно за почит и восхит. Секогаш ќе остане да се памети и почитува од сегашните и идни генерации, затоа што нема ништо посвето од слободата на својата татковина и слободата на својот народ. Денес, после 80 години по овој крвав злочин, доволно е само да се спомне името Ваташа и во мислите се враќаат спомените и кажувањата за стрелањето, кое не може и не смее да се заборави.